Ова се настаните од денес. Специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо доби вредна донација од опрема и апарати од Швајцарија. Општа болница Охрид доби донација од Фондот за здравствено осигурување. Владата го продолжи рокот за пријавување на јавниот повик за ангажирање пожарникари. Германија депортира 81 афганистански државјани. Ги погледнавме најавите за нив подетално во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност и со дневна температура во опаѓање во однос на претходните денови која изнесуваше максимални 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро, ветровито и свежо време. Во сабота над Британските острови ќе се наоѓа центар на полена низок воздушен притисок, кој што во северозападна и западна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите. Истовремено над североисточна Европа се наоѓа друг циклон кој што во источна и североисточна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од континентот претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево, ветровито и посвежо време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 29 до 36 степени. Во Македонија во сабота, по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 9 до 19 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со пораст на дневните температури. Ќе дува слаб североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 26, односно до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. Во Охрид во недела и понеделник ќе превладува сончево и топло време со пораст на температурите. Минималната температура од 15, односно 17 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 33, односно до 35 степени. Во вторник, тропски ден, ќе превладува сончево и многу топло време. Утринската температура до 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 36 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо доби вредна донација во медицинска опрема и апарати која е обезбедена од Швајцарија со посредство на градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и неговите лични контакти со македонски иселеници. Менаџерскиот тим на болницата изрази голема благодарност до градоначалникот Пецаков за неговиот ангажман и иницијативата за реализација на оваа донација. Оттаму истакнаа дека опремата е од исклучително значење за оваа здравствена установа и истата значително ќе ги подобри условите и за пациентите и за здравствените работници. Специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид доби вредна донација во медицинска опрема и помагала обезбедена преку соработка на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков со иселеници во Швајцарија. Болницата Свети Еразмо представува врвен медицински бренд со долга традиција, стручен кадар, современи медицински третмани, кој е гордост на Охрид и на македонскиот здравствен систем и секогаш треба да има нашата безрезервна поддршка, но и внимание, истакна градоначалникот Пецаков на денешното предавање на донацијата која се проценува на околу 100.000 евра. Во таа насока јас како градоначалник на општина Охрид и општина Охрид како одговорна локална самоуправа, иако немаме директна ингеренција во здравствените установи, во интерес на целокупната заедница секогаш се трудиме да бидеме партнер и поддржувач на институциите што директно се грижат за животот и здравјето на граѓаните. Се радувам што оваа донација која содржи современа опрема и помагала представува плод на една успешна соработка која беше инициирана лично од мене и преку моите контакти. Упатувам искрена благодарност до донаторите од Швајцарија за нивната хуманост и подготвеност да придонесат за унапредување на медицинските услови во нашиот град. Нивната поддршка е од исклучително значење, не само од практичен аспект, туку и како мотив за натамошно развивање на меѓународни соработки во областа на здравството. Посебна благодарност упатувам до менаџерскиот тим на болницата Свети Еразмо, која препозна важноста на овој проект и со својот професионален пристап, подготвеност и соработка придонесе оваа донација успешно да се реализира во целост. Донацијата се состои во болнички кревети, душеци, апарати за анестезија, машини за механичко чистење на инструменти, апарати за електрокардиографија, негативоскопија, апарати за стерилизирање на опрема, фрижидери за лабораторија, светла за операциони сали, манометри, инструменти и други видови опрема и помошни средства наменети за болнички третмани за пациентите. Директорот на Свети Еразмо, доктор Харалампие Шокаровски, изрази благодарност за несебичното залагање на градоначалникот Пецаков
Шокаров и до донаторите за подобрувањето на условите и опременоста на болницата која се позиционира како врвен ортопедско-травматолошки клинички центар не само во Македонија, туку во поширокиот регион. Практично со ова огромна донација ќе биде обезбеден скоро целиот инфраструктурен дел со медицински кревети и дел од централната стерилизација за нашата институција. Фактички не прави спремни во еден многу краток период после оспособувањето и завршувањето на ревизијата и проценката на проектов, еден дел од истиот проект да биде веднаш ставен во употреба. Доктор Шокаровски информира дека интензивно се работи на оспособување на новиот дел од болницата за негово конечно ставање во употреба. Периодов тече на ревизија со проценка на останатиот дел кој треба да се догради, да се стави во функција, се работи за дел од, значи се прави проценка на за останатиот дел во машинство, електрика и градба. Завршени се електриката и проценката на градежниот дел, остануваше дел од машинството, таму е и секако најскапиот дел. Се работи за чилери кои се од повисока вредност и треба добра проценка за кога ќе се распише постапката за новиот изведувач, точно да е специфицирано колку ќе треба. Голем дел од зградата, заедно со операционите сали и интензивната нега е оспособен во соработка со Министерството за здравство, истакна доктор Шокаровски и очекува за краток период од неколку месеци да бидат пуштени во употреба. Нов ултразвучен апарат доби гинеколошкото одделение во Охридската општа болница, донација од Фондот за здравствено осигурување. Тројца педиатри и еден специјалист-консултант се грижат за здравјето на децата на одделот за педиатрија при Охридската болница. За разлика од минатото, најмладите пациенти добиваат лекарски услуги не само во една, туку во 2 смени преку целиот ден, но се уште во ноќните часови и за викенди децата се препраќаат на лекување во Струшката болница. Од менаџментот велат се прават обиди во најскоро време да биде реотворено детското одделение во болницата. Така да јас сум оптимист дека прво ќе пробаме као некој проект за зголемување на опсегот на работното време, а ако се покажи дека може да се сноси самото одделение и самите колеги со товарот, може да се организираат во брзо време и дежурства. После 15 години Охридската болница денес се поднови со нов современ ултразвучен апарат. За задржување и мотивирање на лекарите специјалисти во јавното здравство потребни се силни инвестиции во опрема, велат од Фондот за здравство. Да овозможиме и подобра инфраструктура во опрема, бидејќи за да се задржат докторите во овие краишта не е доволно само платите да се зголемуваат, туку мора да имат и соодветни услови за работа, бидејќи секој еден сака стручно и професионално да напредува и да оди понатаму. Охридската болница има доволно кадар и опрема да одговори на повеќекратно зголемениот обем на работа во текот на летната туристичка сезона. Владата го продолжи рокот за пријавување на јавниот повик за ангажирање на 400 пожарникари низ државата до 23 јули. Поради големиот интерес и позитивниот одзив на граѓаните, владата донесе одлука за продолжување на рокот со цел да им се даде можност на што поголем број заинтересирани граѓани да аплицираат, особено имајќи предвид дека станува збор за значајна мерка која директно го засилува капацитетот на системот за заштита и спасување, особено во пресред на летната сезона, изголемениот ризик од пожари, потенцираат од владата. Во Охрид е предвидено работно ангажирање на 10 невработени лица за период до 5 месеци, за што месечно ќе им биде исплаќан износ од 24.000 денари, со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход. Пријавувањето е во Центарот за вработување Охрид од 8 до 15 часот. Лишен од слобода 75 годишен возач од Охрид управува возило со 126 км на час на место каде е дозволено 50 км на час. На 17 јули 2025 година во 14 часот и 21 минута на регионален пат Царев двор Макази, полициски службеници од ОВР Ресен лишиле од слобода 75 годишно лице од Охрид,
При контрола на патниот сообраќај со радар, полициските службеници констатирале дека тој управувал патничко возило со охридски регистарски ознаки со брзина од 126 км на час, на место каде со сообраќаен знак брзината на движење е ограничена на 50 км на час. За настанот бил запознаен јавен обвинител, а по негово целосно документирање ќе следува соодветна пријава, информираат од МВР. СВР Охрид превзема засилени контроли кон пешаците како учесници во сообраќајот. На 16 јули во периодот од 8 до 13 часот на подрачјето на СВР Охрид, полициските службеници констатирале дека 22 пешаци преминувале коловоз на необележан и небезбеден премин, односно надвор од обележан пешачки премин. Во Охрид 4, Струга 6, Кичево 10, Дебар 2. Против нив поднесени се соодветни прекршочни платни налози. Од СВР Охрид апелираат до пешаците како ранлива категорија учесници во сообраќајот, задолжително да ги користат обележани пешачки премини и минувалишта на коловозите и сообраќајниците во и надвор од градските средини, со цел избегнување на можни сообраќајни незгоди. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.